up for a hero till the end of the night. He's gotta be strong, and he's gotta be fast, and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding up for a hero till the morning light. He's gotta be sure, and it's gotta be soon, and it's gotta be larger than life, larger than life. And I'll take orders. I had the time of my life, and I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you, 'cause I had the time of my life, and I searched through every open door till I found the truth, and I owe it all to you, 'cause I have the time of my life, and I owe it all to you. Добре дојдовте во квизот посветен на македонскиот идол. Денеска имаме тројца учесници. Тоа се Иван, Дејан и Мики. Прво прашање. Подготвени? Да. Кој е победник на првиот македонски идол? Дејан. Иван. Ви сте да, ова е тоа емисија последна од овој тип. Како ќе леме не таму. Значи завршуваме или со овие интервјуа поради тоа што нема испаднати, овие се финалистите, мораме нели да ги викнеме заедно, така да официјално многу ми е кеф што дојдовте и добре дојде за вас тројца, оние кои што догуравте до крај и кои што бевте најдобри на првата сезона од македонскиот идол. Печатоци од тебе нормално за почеток. Епа, благодарам за поканата. Баш ми е драго што се среќаваме баш сега. Што не дојдовме порано, сите тројца. Да. Во печатоци. Супер беше вчера, тоест понеделник. Беше премногу напорен ден за сите нас тројца. Се случуваше многу брзо и немавме многу време и простор да размислуваме што не очекува и да размислуваме кои ќе бидат резултатите. Но сепак сум задоволен од тоа што се случи, ете. Се е во ред? Да. Се слушна со пријатели, роднини? Да, со премногу пријатели, Така. премногу роднини и многу јавувања. Браво. Браво. Одлично. Дејан, што ќе кажеш ти? Па супер, помина. Колку ти беше, да речем, колку очекуваш дека до овде ќе стигнеш? Па не знам, не размислував толку до каде ќе стигнам, туку секогаш беше уште ова да се помине, уште овој крк, уште овој. Недела по недела. Да. Така, јасно. И дојдовме до тука. Мики, што те разликува тебе од овие двајца? Па не знам, секој од нас тројца, па и од другите 20 кандидати сме различен карактер, различни индивидуи и различни пејачи. И мислам дека добро се уклопивме сите 13 финалисти. Се дружевме нон-стоп. Имаше многу смеи, многу шеги. Имаше и тешки моменти. Но веселите моменти беа повеќе, така и ги пребродувавме заедно. Мислите дека тројцата заслуживте да дојдете до финалето? Сметате ли дека вие бевте најдобрите? Као што и ве гласа. Па според мене да. Океј. Значи, штом сме тука, публиката сакала да не види баш нас тројца. Што му одлучила така публиката? Се надеваме дека е така. Публиката е закон, нели? Да. Јас сум за. Дечки, доколку можете да преживеете уште еднаш некој момент во овие, нека бидат и 9 месеци, иако вие нели константно некои 2,5 до 3 бевте затворени, да речам, доколку може да се вратите во овој момент, се да престане само вие да се вратите во еден момент од тие 2,5 месеца, кој би бил тој за секој од вас? Веројатно ти победата, прогласувањето. Нормално. Како е тој момент? Мислам, Па, знаеш, делуваше како мисица кога ги кажуваат. и па. Ама не можеш ни поинаку. Не ти се верува едноставно, не очекуваш да го слушнеш своето име. Па дури да си очекувал, пак е шок. Па да, нормално. Значи, не знам, не размислував за тоа каква ќе биде мојата реакција, тоа беше спонтанна реакција. И јас сум, не знам, бев шокиран во моментот и не знаев што правам и што уствари ми се случува. Кај ти беше мир во светот да посакаш? Требаше и тоа?
Мир во светот. Да видам во Гевгелија. Да видам во Гевгелија, сепак можеби немаше да имам мир, но ќе бев со моите најблиски. Дејан, твој момент од ова патешествие што го имаше со А1 и со Идолот, кога ти беше најубаво Па што знам, на финалето. на финалето? Да. Пред онаа Пеевме пред публика. толку, да, огромен број на публика. Се чувствувавме неубаво. Не го гледавме тоа толку дали ќе отпадне некој кој ќе победи. Најслободно и најубаво се чувствував. Сега имаш повеќе време за голф и за тенис. Да. Мики, фаќаше ли страф, бидејќи прв пат излеговте наистина пред огромна публика? Едно е во онаа хала каде што бевме, друго е Метрополис. Така, баш каде доаѓаат луѓе кои што платиле карта и кои што нели наистина сака да ние најскрено не очекувавме дека ќе има толку публика. Но Метрополис се преполни арената. И кога излевовме првиот момент тројцата, кога ја видовме таа огромна маса на народ, некако така срцето почна побрзо да ни бие. Но мене барем лично тоа ми дава поголема енергија за подобар настап. Кој е најтремаджиот од вас тројца? Можете Па јас да најдете конкретно за финале немав воопшто трема, повеќе трема имав на другиве концерти кои беа во помалата сала. Добро, што си викаш кога ќе дојдеш до финале? Немам што да изгубам, што си викаш? Да, така беше. Немаше тројцата, немавме што да изгубиме. Добивме се, бидејќи тројцата стигнавме до последното, значи повише од ова не може. Сите си одиме дома. Според мене нема повеќе од ова. Значи тројцата според мене сме победници. И сте победници, и впрочем победници сте сите. Кажете ми како е сега, откако излеговте, колку ве бараат, колку ве гњават со понуди, со такви работи, со дојдете вамо, дојдете таму, сакам овде да пееш, сакам овде. Се случува ли такви нешта? А вие како реагирате на тоа? Мислам, одеднаш ова ви се случува. Одеднаш ви се случи популарноста, одеднаш ви се случи автограмите, подпиши ми се, нели такова, а сега еден друг наплив имате, каде што ви нудат и свирки за пари и ова она. Секако дека има, нормално ние ќе одговориме на сите тие повици. Колку можеме, ќе се потрудиме да бидеме присутни, мене лично, доколку ми дозволат. Јасно. Дејан, Мики, вие како, мислам, што научивте како да се однесувате во вакви моменти? Имаше некој, да речем, основен тренинг за такви работи? Па немав, мене лично во текот на шоуто, додека ми се јавуваа, им велев секогаш да заврши шоуто, нели? Да заврши шоуто, после ќе разговараме. И сега одеднаш вчера имав некаде околу преку 100 повици на телефон. Аха, еве бе, заврши. Да, заврши. Ај сега да видам. Па не знам, исто како Иван, и јас ќе се трудам каде можам да отидам и да им удоволам. Се плашите ли од истрошеност? Бидејќи знаеме, не сте први луѓе кои што излегуваат од вакво шоу. Колку ви е страф од онаа, да речам, клетва што ја има фатено, мислам дека до сега немало звезда од вакви реални шоу кој што останала звезда со исклучок можеби Елена Ламбе, тука некои се, да речам, другиве како не дека ги нема, ама сепак не се покажа она што можеби јавноста очекуваше. Ве фаќа ли страф за такво тоа нешто? што ова е прва сезона од Македонски идол. Знаеме дека тоест Music Idol е светско популарно шоу. Ќе видиме каков ќе биде крајниот резултат. Што мислиш ти, Дејан, да речем, кои работи треба да ги запазиш за да не ти се случи тоа? Ти размислувал на таа тема? Па да, мислам дека треба да се работи многу, константно, континуирано. И тоа, да се остане природен, да се остане така. Мислам дека се надевам дека ќе направиме се за да не ни се случи тоа. Веројатно да не се лета по се Па, што да, секој ден да те гледа негде. Да, само што почнува за нас реалната работа. Да, Сега бевме целина, бевме вака, сега сме оставени. Како и да е, ова сепак е една огромна реклама за нас. Многу јасно. Одскочна даска. Ајде да одиме со детали. Вака, што да зборнеме? Најинтересно беше, барем од вас тројца, Мики и Дејан понекако повлечени. Ти цело време на браникот тука, се бунтуваш, те казнуваат, пушиш во соби, што ти ја знам, сите тројца сте пушачи. Немам коментар.
Немаме коментар. Така, значи сите тројца се Јас пушачи. немам коментар. И баш пушачите во финале Нема влегуваме. Ево, леле. Со Биле работеа, многу беше интересно, привлекуваше внимание, се коментираше за тоа, им беше интересно на луѓето. На крај се случи па ете и тоа што се случи, ти за прв пат пред 20 на минути го виде прилогот, нели, Па не ја каде што те видов и фати. камерата. Не ја виде камерата во тој момент? А ја виде реакцијата на Биле некако, шо прежи? Да, ја видов сега на снимка. Иначе не ја видов камерата, но Тоа Тоа си како би дојде како би го спонтано. прокоментирал, ево. ако си дојде спонтано, тоа е... А ти така спонтано си славиш со сите? Не. А? Да не му дојдеш така надејан после тоа, Да. кај Биле надејан. Што е, мислам, има очигледно хемија меѓу вас двајца, финови е во друштво, како што им е и на Викторијана. Ако сме кај нив, има интересна приказна. Последнава моја емисија од овој тип беше со Викторијана, каде што ве... Што рекоа? Ти текнува? Ми текнува. Кажи. Па јас и Биле сме... Ги терале, а? Да. Па сега се случи што се случи, но мислам дека колку јас и Биле сакавме да бидеме заедно, толку сака и тие да бидат заедно. Така, ама пошто ние сме малечки... Да, излезе као јас и Биле ајде треба на да Бато ги Иван да му ја натераме, префрлиме Да. вината. Ја многу се изненадив кога ми кажа, знаеш, доаѓа од екипата и види ги, викам, мали, викам, што е работа? Абе, не е така, вика. Што е, вика. Абе, Виктор му викал Ниван, ајде, иди. Тоа сепак беше и по моја иницијатива и по иницијатива на Виктор. Так, убаво е тоа. Иван и Биле, Виктор, Јана, фини, така, парови, да речам, за време на шоуто и дефинитивно даде нишка некоја шлак на тортата, што мислам дека без тоа па и немаше ни да биде баш толку интересно и да се зборува и такви работи. Што понатаму, да речам, имаше некои планови за Собилјана и слично? Па, планови. Тоа секого си е за вас двајца, но онака ја интересира јавноста, мислам, фере да се зборува. Не. Убаво ни е заедно. Друштво си се потреби заедно, ние нема гајле тога. Убаво ни е заедно и додека ни е убаво ќе бидеме заедно. Ето така, баш убаво. Мики, ти си бил со Белов Цимер, така? Да. Со Александар 4 Белов. години бевме. Што соба бев тебе вие Не, бевме таленти? под стан. Стан? Под стан 4 години бевме заедно. 4 цели години. Да. И што би одвоило тој период? Може би матурата? Ти Па, текнува не какви сте знам. биле на матура? Кој ти кажете? Што? Дека бевме шотирани двајца. Вага, Мики и Белов, како биле шатирани, кажи ми? Па не, ја бев... Ја бев со така со црвени прамени, а Аце беше не ми текнуе. Белов нешто бел, жол, Да, така така нешто нешто било. беше. Ударал Ни одговараше каравинци. на стайлингот. Да има слики некои случаи. Па ќе најдеме може би слики во меѓувреме да излезат. Види, интересна работа во секој ден, ја многу се смеев, онака баш ми дое фино. Се слушате ли со Белов? Ти се јавили да. нешто? Што ти рече? Те посоветували? Сепак тој помина низ горе долу нешто можеби да речеме слично на ово. Не исто, ама пак. Па јас и тој се уште сме во контакт. И си разговараме, ми дава некои совети тоа што поминал. Ми честита за секој настап до сега. И така, супер дете. Добре, ја? Да. И понатаму се дружите и сето тоа. Така. Може пак ќе си шетираме понатаму. Зашто да не? Зашто да не? Мики, кога сум тука кај тебе, како реагиравте на оној момент кога нели излезе муабетот со Нико ваму таму тие некои пречки? Ти си бил најпогоден од сето тоа? Па, наискрено, не очекував да излезе така како што излезе на телевизија. И Те погоди ми беше негативните срам коментари? од самиот себе, тогаш. Добро. Ми беше срам што мораше јавноста да го слушне тоа што го слушна од мене. Аз се знам дека Со и од мотивациите, другите. мислам, сега Да. не е фер да се одвојуваш, бидејќи сите исто зборувавте, никој не Добро. збореше ни помалку, ни повеќе. Да. Од друга страна, сметаш ли дека јас барем нова видов како еден тренинг за вас, искрено, Да. бидејќи тоа е најмалку што може да ви се случи од новинарски аспект, некој да го пушти сето тоа нормално, се што ќе се каже, ќе се каже. Од друга страна, јас ви честитам за искреноста и ден денес,
што ви кажувате сето тоа. И затоа и се подели нели целата Facebook форум јавност на социјалните мрежи, нели про и контра. Немаше никој кој што ви каже гајле ме. Туку сите велеа еј браво дечки, ако веќе кажуваат или од друга страна кој сте па вие сега да му зборите. Сепак ти си бил онака најпогоден. Јас од секогаш сум кажувал дека публиката ми е нешто најважно. А и некои критики посебно те погодиле на професорка или... Да, кога заврши шоуто, добив порака на Facebook од така една повозрасна жена, професорка во музичко училиште. Што таа ми пише дека е разочарана од мене, дека досега гласала за мене, таа и целото нејзино семејство. И е разочарана од мене што така сум постапил и дека го изгубив нивниот глас. А вие како се чувствувате кога не дојде никој на финалето? Па не беше добро, бидејќи... Мислам единствено беше сепак. Да, бидејќи очекувавме сите да бидат присутни тука, сите 20 луѓе кои бевме одбрани, сепак очекувавме и неговата поддршка, очекувавме, бидејќи што беше, сепак ние исконтактиравме со него и мислам дека немаше причина тој да не биде присутен Добро, и да тој не сами води рече нас. дека ве гледа како семејство. Не ви беше тоа чудно? Јас лично го очекував да дојде. Од тогаш па натаму се случил контакт некаков? Се немаме видено сум со него. Ама би требало и да има, мислам, како што е редот. Нормално. За тебе, Дејан, зборува цело време дека ти си местел, ти си се договорил со еден такви работи. Дејан бил богаташиште некој, голямо, многу пари имал, да, и се одлекува. Да, бе, гледај, како тенисер с голф. Последна мода, каде? Джемперчиња, Видиме мене и Кај? шо е? Ајде да бега, мајчки, се препотивме се 400 носа. богати. Е, шо е ова, саати шта? Откаде, да, пуште, речи тука, зелено нешто. Поклон. Откаде парите, Дејан? Не, шо на страна. Нафташи нешто? Татко ми има 2 нафтени компании. Не забракава. Не, тоа е... Соочени сме веќе со тој факт дека публиката ќе зборува за нас работи, што А зошто се мислиш и дека што тебе не те се. грабна на пик? Што беше работа? Оној момент кога ве седнаа на столче со Па Виктор може беше би тоа пресуден? имаше, да, може би публиката на Виктор така изреагира. Мада јас им порачувам да го следат него и да го подржуваат понатаму. Не знам, тоа не е така искрено. Не сакам ни да се правдам затоа што според мене е малку многу чудно тоа. Види, да беше така, ќе ставевме барем Да, клима. немаше во ни да студио, бидам и- ни долу така така. Нели, од тие пари што Да, ги добивме големи. После сето тоа... Не од кога- влијаеше тоа на мене. Ти не си ми човек кој што многу би го погодиле некои такви критики, Па кои што не се доколку е вистина би ме погодил, искрено. Што знам, гледам на тоа со смеење, само и така. Имав поддршка од дома морална, нормално. А со Виктор Како ме и сите интересира нив сигурно. како го прокоментиравте тоа. Се видовте на Па, финале, се не, насмеавте. да, гледам. нормално, да. До ден денес до пред 15 минути бевме заедно. Така. Супер е, мислам дека нема што тоа ние тука да... Види, многу се сближивте. Да. Некои си 7-8 души што останавте. Баш. Да. Да. Прописно. Онака. Смета зошто тоа така? Не е толку типично за луѓе затворени во една таква средина толку време да задржат еден здрав однос. Дали карактерно сте погодени или дека Тоа е сте најинтересно. Бидејќи сите луѓе очекуваат дека некој од нас ќе се искара со некој. Да. Не, И ама дека- природно му доаѓа. Секогаш било така Да, во но сите ние шоуа. сите 13 останавме толку блиски и толку добри, сепак тоа што се случи со Нико се случи. Ама пак е едно, знаеш. Да, ние 12, ете ќе го вклучиме и Нико, сите бевме блиски, а да не зборувам за тоа дека кога останавме 6 луѓе, дека ние сите 6 бевме буквално како едно семејство кое Сите доаѓа и делеше испаднатите... Што во е секоја врза, можност. што е врза најмногу? Може би музиката, сигурно музиката. А што е со друга страна со оној шок кога исшетавте, кога ви доаѓаат неваре Тито дошол во Југославија да шета. Мислам, тоа не ви доаѓа како реагиравте вие заедно тоа е колективно прв пат кога ви се случи тоа? По тој шок, сепак дошле луѓето да не видат сите нас, кој за Мики, кој за Дејан, кој за мене, кој за Виктор.
Сепак тоа е убаво да се види и да се осети на своја кожа, бидејќи според мене такво нешто се нема случајно во Македонија за никоја звезда. Сигурно, сигурно. Без сомневање. Како се чувствуваш вечерта после такво нешто? Како се чувствуваш кога си одиш во хотел? Па размислуваш дека колку е убаво, колку е добро да насмееш некој, колку е добро да му поделиш на некој автограм и да го направиш среќен. Бидејќи тие луѓе дошле тебе да те видат, а ние сме таму секако да им обрнеме внимание и да се сликаме и да поделиме добри моменти со нив. Се намалија тинеџерките од како Виктор замина? Охо. Да, и не ги. Одиме понатаму. Нели? Дека ти си ги прекршувал правилата, знаеме. Дејан бил ноќна птица. Тоа ми е баш интересно. Дења си бил така по тивок, ама вечер со PlayStation-от, со... Да. Тогаш така. Праша ги. Па навикнат сум така. Праша ги сам. Кој е Последните подобар? денови. Чекај, кој е последни кој е денови? шампионот? Какви Да кажем. Последните денови, ако се лажем, да. така. Последните денови му запали. Да бе, така беше и така, така така. беше и за картингот, ако се Добро, за лажеме, и картингот. за PlayStation, и за Тоа пинг-понг. беше местено. И за пинг-понг. Чекај, ајде, и за пинг-понгот, ајде. Спортист е така, да Не, сега тоа му картинг од него работи. му беше 200 кубика, нас по Да. 150. Тоа е местено, крај. Дека требаше победникот, нели, да победи Да. Иван. Да. Тоа е снимено од после, само Нели? Последниот месец, што друго се случуваше кај вас, лично, психички, кажете? Мислам, дали имаше некој билдап на она нервоза внатрешна, нетрпение, очекување финале? Се промени ли нешто кај вас лично? мислам дека не. Не знам. Бидејќи, ја што го добив као впечаток и што ми кажа е дека сте станале малку по нетрпеливи, Да, по Може би така, напорот по... имаше повеќе влијание во тоа, не знам. Ма не, и нормално е Нормално, тоа, иде да. крајот. Секако, не. Иде крајот, ние станувавме се по-нервозни. А и ви се намалува и друштвото. Да. И друштвото останавме само тројца, не е како што бевме 13. Ич не е исто. Не. Празен ни Многу беше фактори хотелот, влијаа, тројцата седевме во една соба и баш тоа разговаравме колку е празно и колку ни фалат сите претходни Тоа беше тема кандидати. последните денови, да речам, последните 7 дена, да речем. Што правевте да. последните 7 дена? Ништо Фудбал е. игравме. Фудбал игравме Цел по цел ден. Разговаравме за тоа какво беше пред месец дена кој се беше тука во хотелот, а какво е сега, ете кога сме само тројца. Лично тебе веројатно Билјана веќе ти. Сите ми недостига, Билјана секако да, но ми недостига сите. Иво ми недостигаше, Кико ми Билјана недостигаше. ти достига, па Билјана цело време доаѓаше Не на доаѓаше. тие ручеци. Не. Еднаш дојде. Абе, ајде, бегајте, заљубени голубчиња. Што друго да зборуваме? Ајде, кажете ми, што сметате дека ве прави вас за финале? Што сметате дека, не зборам сега да се споредувате со други, туку кажете ми ги вашите квалитети, што сметате дека ве носат во финале заслужено. Ајде, Раденов. Па пред се мислам дека тоа е како пеам. Значи публиката го има забележено тоа. Мојот перформанс, мојот начин како ја изведувам песната. Воедно што би променил кај себе си карактерот на сцена, за сцена? Што прво би променил? Нешто прво ќе работиш ти? Па прво може би поработил на тоа како играм. Така. Да, сепак не сум искусен во тоа. Не се сметам за добар човек кој добро игра. Дејан, за тебе Майкл Джексон мора да се признае. Сепак јас сум рокер, а рокерите знаеш не многу Така играат. да, така. Дејан, ти кои квалитети најмногу ти се допаѓаат кај тебе? Па што Може би знам, скромноста, принцип, може би така некој. Не знам, во Делуваш принцип, така. да. Знаеш кога ќе излезеш на сцена, како да не си некој шоу-оф, она го викаат, нели? Па да, во принцип не може да се прикрие ништо, народот не гледаше 2,5 месеци колку и го гледаше тоа што сме во целина. Отприлика не може да се окриеш ништо, не може да глумиш толку многу време. Не види такви како што сме и мислам дека тоа е еден пакет. Не може да одвоиме што би можело да бидеме ние добри, би променил исто и јас како Иван во сценскиот настап. Сценскиот настап, Да. што? Би работел на тоа. Инаку, што знам, не можам да зборувам за себе. Публиката го гледа тоа со други очи, од друга страна на камерата и Мики, кај тебе многу знаеш појасно. зборува сите за гласот, дека имаш фантастичен глас. Дури па можам да речем дека можеби мнозинство велеа дека имаш најубав глас, да речем, од
финалистите. Дека ако збориме нели гласно, нека ти си заслужил да бидеш. Делиш ли ти тоа мислење? Па што Не биди скромен, мислам слободно. Не е тоа некоја доблест голема, ајде сега да се правиме. Секој си пее по различен начин. Мислам, секој си има различна боја на глас, различен диапазон и така натаму. Јас го делам истото мислење. Така? Да, и јас Мислам дека тоа ми е јаката страна. Со убавина не може да се пофала. Слушај, не те баци Иван, знаеш, он има таква тенденција да додека има камери да си симнал некој килце да ја забележувам? Да, симнал. Така? 12 кг. Од како стартуваше и долот? Да, од кога влеговме во хотел во карантина. Така. добро што нема уште една сезона. Јас си велам, ми треба уште еден месец за да... Ќе продолжиш? Па за да ославам. Уште еден месец ми треба, уште малце. Ќе се правиш кико, ало. Еј, пази шобри, да не почнеш со краватички на чарчење нешто. Да, треба и софарм. Нели? Тоа со бел. Ќе се шотирам. Тоа со бел. Како стоите со Facebook, со фановиве? Колку профила веќе направи ти? 3, 4? Јас почнав 4-ти профил. Така? Многу си ми интересен дека у римски ги пишуваш и делуваш ко принц некој, Иван Аденов, трети. Чекај. Тоа е идеја сепак на сестра ми. Ти текне, нели? Да, тоа е идеја на сестра ми. Она сепак се трудам колку можам да одговорам на сите пораки, на сите мејлови, све што ми Ама стигнува. ти си имали мака со Фејсбукот. Првиот профил ми е преку 20 пати хакнат за еден ден. Партали. Да, значи тоа е некој човек кој нема друга работа изгледа па, и чека само да го сменам јас пасвордот и да го смени и тој повторно, но некој што многу добро те знае, еј. не знам, но сега го средив и мислам дека многу тешко ќе го Тежок пасворд стави? Не, тежок Нема мејл. предизвици да прави. Да. Се трудам, значи колку можам да вратам на луѓето, на сите кои ми пишуваат, тука ми помага сигурно сестра ми. Браво. Значи на сите што ми пишат, јас ги читам истите пораки. Тешко ли е некогаш да се врати на сите? Според мене Па немаме толку слободно време, плюс сега. Ма Да, нема ни тешко е, да, имате. тешко е. Кога ќе имате по Да. слободно време? Тек сега ќе немате слободно време. Знае некогаш да биде напорно. Мислам, Да. сакаш. Се трудиме колку можеме, Има да. моменти што стварно веќе не може, те фаќа нервоза, разбираш. Но кога ќе помислиш дека работиш тоа што сакаш, мене барем лично. Слушај, во тој момент е еден текст, шаблон, копи-паст. На сите. па не баш секој ти пишува исто. Не можеш тоа. Во право си и ти тука. Колку сме, ајде да не пробиваме. Може да пуштиме реклами и да го завршиме муаветот, да дадеме нели крајни оценки за се тоа. Значи реклами кратко, па се враќам. Ево сме тука со финалистите на Македонскиот идол. Тука е Мики, тука е Дејан, тука е Иван. Што понатаму, ајде да видиме. Каде се гледате, во кој жар, што би сакале да работите? Епа, Верувам дека допрва ќе лутате. допрва ќе дознам јас што треба да правам, но јас би сакал тоа да биде поп-рок стил, може и малку по-рок, по-хард, нешто што јас лично повеќе го сакам, но сепак сакам да биде нешто што е повеќе прифатено од пошироката публика. Така. Добро, како Foo Fighters можеш. Меки Може. песни за комерцијала, Да. за поспотови, а други Така. за на албум. Така. Вие двајца? Па, исто и јас имам доста понуди во моментов и сега е времето кога треба да одлучиме за нашата иднина. Мора многу добро да се размисли. Но пред се треба да размислуваме за наше добро и за се разбира и за доброто на публиката понатаму. Знаеш, мене ме радува што има многу рокери излегува од идолов. Тоа ме радува. Малку се подзаборави тој жар. Јас си ја негувам рок музиката, мислам. Тоа си слушам уште од Како се поздравите, Дејан, што е, бе, фолке? У средина, А ти, Гоце? па не знам, сега ги разгледуваме понудите. Ќе видиме. За Австралија, вика. За Австралија ќе кога се во август? Не се зафркам. Ќе
Ќе видиме што ни се нуди, сега е моментот кога најмногу треба да избереме каде ќе одиме понатаму. Не знам, во некој поп жанр, такво нешто. Нема, кажи за понудата. Кажи за Австралија, немој да криеш. Кажи бе, чекај, што е? Така е, да. За Австралија, а? Да. И На турнеја. Со Денис. Да го поздравам. браво, браво, дечки. Јас мислам дека беа фини 2,5-3 месеци. Мислам дека и вие како и нас што ве гледавме се забавувавте и беше тоа. Прва сезона, наистина полн погодок, па се надевам дека ќе имаме верни гледачи во вас во втората сезона. Па и поддршка, Нормално. За крај повелете што сакате, ако си имате нешто да кажете. Јас само сакам да им се заблагодарам на публиката што ме поддржуваа, што гласаа за мене, што веруваа во мене и ветувам дека нема да ги изневерам. Предизборна кампања заврши, полека. Па исто и благодарам на сите што ме поддржале да стигнам до тука. Ќе направам се за да им вратам на тоа со добри песни, со такви работи. И се надам дека нема да ги разочарам. И ќе направам се за да не ги разочарам. Ако ништо друго, го имаш голфот секогаш. Да, нормално. Иванчо, финалист, победник. Сакам да кажам дека покрај тоа што победив јас лично сметам дека голем број на обожаватели, голем број на луѓе гласа исто и за Мики, исто и за Дејан. Според мене победници сме сите тројцата и дека за многу луѓе победник е Мики, победник е Дејан. Значи сакам да им заблагодарам на сите кои гласаа за мене и за нив двајца и дека не треба да се разочаруваат заради тоа, него треба да продолжат да не поддржуваат сите нас, бидејќи ова е само почеток на нешто добро. Така, баш така убаво си кажа, тешкото доправа доаѓа. Да. Како и да е, ние сме тука за вас во било кој момент. Знаете, тоа нема што да ви зборуваме, и јас и цела екипа сме тука. Дечки, уште еднаш фала им на сите што гледа и дол. Тоа е тоа од овие 4 насмејани лица, едно чао и убава вечер. Чао. There's nothing but a slow growing dreams that your fears seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone, yeah. Well, I hear the music, close my eyes, feel the